Професоре, би се осврнал сега и на вас, односно, може ли да ни го објасните процесот на дигиталната трансформација и која е придобивката за економскиот раст? Дигиталната трансформација е неопходна за брз економски раст и развој и со оглед на тоа недвосмислен и јасен е патот кон дигитална трансформација. Последниот временски период ние живееме во времење на кризи. Прво ја имавме здравствената криза, потоа се појави енергетска криза, финансиска криза, сега имаме криза на трошоци за живот. Во овој период се покажа и многу економски и стручни студии покажаа дека земјите кои што се дигитално со повисок степен на дигитална трансформација полесно ги пребродуваат кризите и се поотпорни во услови на криза. Компаниите кои што се со повисок степен на дигитализација, односно на дигитална трансформација, исто така покажуваат подобри економски резултати во услови на криза. Со оглед на тоа, јасно и недвосмислено е дека треба да одиме кон дигитална трансформација и на државните институции, а и на приватните компании. Како што спомна министерот, веќе во државата интензивно се работи на дигитализација, односно на дигитална трансформација на државните институции, тоа треба да го следат и приватните компании. Дигиталната трансформација значи дека секоја организација, независно дали зборуваме за државна институција или за приватна компанија, ќе дава подобри, поквалитетни услуги кон своите корисници. Доколку зборуваме за дигитална трансформација низ призмата на државни институции, може да се каже дека државите кои што имаат повисок степен на дигитална трансформација ќе овозможат подобри услови за живење на граѓаните и подобри услови за водење на бизнис. Значи, тие ќе бидат поконкурентни, ќе создадат околина која што е поконкурентна за економски раст и развој и за подобар живот на самите граѓани.